Одигравме еден квалитетен надпревар против репрезентацијата на Белгија. Беше тоа рамноправен надпревар во сите сегменти од играта. Во некои статистички показатели, во некои статистички елементи бевме дури и подобри. За жал, во самиот финиш на сите сетови, може би со пад на концентрација или може од страф од победа и од добивање на тие сетови, не ги освоивме, односно не успеавме да ги реализираме шансите кои ги имавме. Меѓутоа, не можеме да замериме ништо на нашите играчи, затоа што ги на некој начин ги исполнија сите тактички замисли кои беа поставени пред нив. Не можеме да бидеме задоволни од резултатот, меѓутоа можеме да бидеме задоволни од тоа како игравме, како се боревме и од она што го прикажавме како мотивација и она што треба да не краси нас како репрезентација со борбеност, со мотивација и од надпревар во надпревар да играме се поквалитетно и да фактички се представуваме во што подобро светло. Игравме против една квалитетна репрезентација која е една од најдобрите во нашата група, која може да се каже дека е група од Европско првенство, затоа што сите овие репрезентации се учесници на престојното Европско првенство. Статистиката покажува дека бевме рамноправни во некои сегменти и подобри од репрезентацијата на Белгија. Треба да учиме од грешките и треба од надпревар во надпревар, како што кажав, да го подигнуваме нивото на играта и во престојните надпревари со Хрватска во гости и со Украина во Скопје, верувам дека ќе успееме да поправиме дел од впечатокот од она што на некој начин не успеавме на овој надпревар, затоа што го поседуваме квалитетот, имаме желба, имаме мотивација и верувам дека со голема борба ќе успееме да постигнеме позитивни резултати. Впрочем, за нас можеби не беше целта пласман на Final Four, затоа што веќе сигурно Украина, сигурен патник и Хрватска како домаќин на Final Four. За нас е битно да се подготвуваме за она што ни престои големиот настан Европското првенство. Верувам дека сме на прав пат и дека ќе бидеме подготвени за постигнување на еден голем успех кој сите го посакуваат.